обвинувањата од ВМРО ДПМН е дека законите од економските мерки се ставени на дневен ред намерно после еден месец од кога се доставени од влада, бидејќи државата немала пари за реализација. Како е одредено кога да бидат на дневен ред и дали владеачкото мнозинство влијаело на џафери да бидат ставени подоцна? Апсолутно тоа не е точно. ВМРО ДПМН во изминатиот период сите граѓани го увидоа тоа дека е најголемиот кочничар во собранието за донесување на важни закони кои што се во интерес на сите граѓани на нашата држава, очигледно при притисокот кој што го направија граѓаните затоа што се важни законите да се донесат пред се законите кои што се во делот на измена и дополнување за да може да се реализира и имплементира петиот сет на мерки. Верувам дека ќе присуствуваат, но со тоа покажуваат и дека има сериозен притисок и од граѓаните затоа што на крајот од денот тие се закони кои што се во интерес на граѓаните. Во месец февруари на 32-та седница на парламентот една од точките беше и законот за личниот приход на граѓаните, кој што е дополнително дел од петиот сет на мерки, што покажува и јасно потенцира дека како што доаѓаат законите во собранието, деловнички, председателот на собранието ги става во процедура, се со цел што е можно побрзо да се донесат. ВМРО ДПМН во изминатиот период и верувам дека тоа ќе се промени, покажа дека е најголем кочничар и ги обструира сите законски решенија кои што се во интерес на граѓаните.